Во однос на прашањето што да очекуваме со оглед на политичките случувања во соседна Бугарија, предстои техничка влада, нови парламентарни избори и така натаму. Јасно е дека тоа е еден реален политички контекст кој што е предизвик. Меѓутоа истовремено е јасно дека нити ние, нити ЕУ во регионот, а и нашите соседи и тие земји членки во ЕУ имаме луксус да чекаме повеќе. Многу време помина, мислам дека има голем проблем со довербата во европската перспектива во многу земји. Има и други избори, например кај нас има локални на есен, во Бугарија има председателски во ноември. Мислам дека без разлика на предизвиците мора да се обидеме и сосем да ја свртиме динамиката. Тоа ќе биде добро за нас, се разбира. Мислам дека ќе биде добро и со Софија да се вратиме на колосекот на партнерство и пријателство, и тоа ќе биде исто така многу добро и за Европската Унија. Што би било кога би било, советниците за комуникација со јавност секогаш велат, никогаш не одговари на хипотетички прашања. Клучно е, очите се во нас. Скоро имаше едно писмо од Босна и Херцеговина, поддржано од многу земји од регионот, во однос на нивните маки. Меѓутоа велат во последниве години малку светли точки имаме на Балканот. Од Северна Македонија доаѓа надеж. И токму затоа одлуките што ќе се прекршат околу нас ќе имаат рефлексија врз целиот регион на Западен Балкан. Наше е да најдеме начин, согласно европските принципи, да излеземе на некој начин од овој многу штетен ќорсока година. Јас ќе го придружувам премиерот Заев во Брисел, каде меѓу другото имаме и средба со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен, и сигурно ќе чуеме јасно околу ставот на Европската комисија. Очигледно е дека огромно мнозинство земји членки сакаат годинава, што е можно побрзо, да почнеме преговори и ние и нашите соседи во Тирана. Моето разбирање е дека тоа ставот и на Европската комисија, која што впрочем тоа и го препорача во својот извештај и пакет за проширување од октомври минатата година. Тоа е нашата цел, на таа цел работиме заедно. Северна Македонија ги исполни сите услови и се што требаше да стори на линија на европските принципи. Почетокот на преговорите е апсолутно заслужена работа и поради три нешта: изгубеното време, години и генерации, очигледниот прогрес во изминатите години и покажаното лидерство во решавање на тешки прашања, мислам дека македонската приказна е тест дали на ЕУ можеме да ја веруваме во однос на целиот Балкан. Thank you very much for the question. Obviously, an issue which has been much discussed in the last few days in the news. But the position of the European Commission has been absolutely clear. The Commission wants to see the beginning of the intergovernmental conference, in other words, the launch of the negotiations with North Macedonia and Albania as soon as possible. The enlargement process is a merit-based process. North Macedonia and Albania have delivered, so we need to move forward. Thank you. First of all, concerning the bilateral issue, of course, that's a matter for the countries concerned. We always encourage everyone to work together to reach a mutually acceptable solution so we can move forward. You asked about the question of decoupling. This question was raised when Commissioner Vaihi was here. He again said, we want to work so that there is a agreement for intergovernmental conferences for both Albania and North Macedonia.
as regards the question of decoupling. He said we're not there yet. And in any event, you should be aware that the question of such questions are questions that fall to the Council, in other words, the 27 member states, should they arise.